Сега се вклучуваме на нашиот линк, каде што колегата Чаловски, како што тоа го правиме во изминатите денови и како што тоа впрочем ќе го правиме и во наредните 6-7 работни дена до изборите, на тој линк ги има вклучено лидерите на помали политички партии кои што се во коалициони односи со главните две коалиции, оваа што е за Можеме и оваа што е за Обнова. Така што Чаловски ќе ги представи своите гости, прво едниот, па потоа после мала пауза и другиот, а ние со господинот професор Ненад Марковиќ, кој што овдека седи во студиото, ќе направиме една политичка анализа откако ќе завршиме Ненад со линковските вклучувања. Чаловски, повели кого имаме на линк денеска од оваа прекрасна виста на Скопје, од каде? Така, Ордановски, добро утро до гледачите и секако слушателите на утрински брифинг. Во овие топли летни временски услови од кале се вклучуваме со лидерот на Демократскиот сојуз на властите од Македонија, господинот Никола Бабовски. Велам добро утро, господине Бабовски. Добро утро до вас, добро утро и до слушателите и до гледачите. Зборуваме со лидерите на помалите политички партии. Демократскиот сојуз на властите од Македонија е условно кажано една од тие помалите партии, но како бидејќи е специфична во самото свое име. Да. Каква е денешната положба на властите во Македонија, ваша проценка? Па вака се, ако зборуваме за влашката заедница во Република Северна Македонија, нашата положба и како положбата на уште еден друг дел на помалку бројни етнички заедници во државата е дефинирано со самиот устав. Значи, ние сме конститутивен дел од уставот на Република Северна Македонија и како граѓани се чувствуваме дел од оваа држава. Многу ми навелат или има одредени луѓе или заедници кои што велат дека имаат потреба од дополнителна интеграција во општеството и така натаму. Ние како влашка заедница навистина се чувствуваме дека сме, можам да речам, скоро целосно интегрирани во македонското друштво и општество. Господине Бабовски, како партија или сте настапувале самостојно или сте биле дел од коалицијата предводена од најголемата партија од левиот блок, СДСМ. И на следните избори на 15 јули тргнувате заедно со коалицијата Можеме. Што е оно што ве привлекува со политиките можеби на СДСМ, со политиките на вашите партнери во таа коалиција, или пак зошто постои некој јас со ВМРО ДПМН со кој што никогаш не сте направиле здружени сили за некакви избори? Вака, значи, кога станува збор за заеднички интереси на државата, нормално и пожелно е сите политички субјекти да седнат на една маса и да можат да се договорат за круцијалните прашања на државата. Додека онаа што го имате како политичка визија, партиска и програмска определба, ние сме како партија, значи, иако носиме предзнак дека сме дел или представници на дел од влашката заедница, политички представници во Република Северна Македонија, тоа не значи дека сме националистичка партија. Ние сме, и самото име кажува, демократи, односно сме луѓе, космополити и отворени за соработка со сите. Меѓутоа, никогаш не можеме да настапуваме политички заедно, бидејќи концепцијски тотално се разликуваме со оние кои што шират национализм. Тоа е она што можеби беше и пресудно до сега, или на одредени избори да одиме сами, или да одиме во коалиција со СДСМ и другите коалициони партнери. Ние, значи, имаме своја траекторија по која се движиме, не сме од оние политички субјекти кои шетат лево и десно, одат во една, друга и трета коалиција од некакви интереси. Да, во политиката има, меѓутоа треба да преовладуваат политичките интереси и интересите со кои што ќе можете својата политичка платформа, својата политичка програма да ја приближите до сите граѓани, не само до членовите и симпатизерите на вашата политичка партија, и да делувате глобално во политиката. Тоа е нашиот став како политичка партија. Ако зборуваме сега за она предизборна програма, кои се клучните заложби на Демократскиот сојуз на властите? Значи, клучните заложби на Демократскиот сојуз на властите е владењето на правото, еднаквост пред законот на сите граѓани на Република Северна Македонија, остварување на правата на помалку бројните заедници во државата, кои што се гарантирани и со устав, и со законските и подзаконските акти, и искрено сакаме веќе еднаш да ја нарушиме или да прекинеме во државата со таа биполаризација. Биполаризација и на етничка основа, меѓутоа и на политичка. Бидејќи цело време, знаете, кај нас
владеат, условно да речам, два поголеми политички блока од македонската заедница, тоа е едната биполаризација, а другата биполаризација е која е настаната меѓу македонската и албанската заедница. Треба да разбериме сите дека оваа држава ни припаѓа на сите нам. Ексклузивитет нема никој. Заедно сме ја градиле, не цела историја, поготоа можам да зборам слободно за влашката заедница, која е со векови, сме староседелци овде, заедно со сите други етнички заедници, заедно сме се бореле за оваа држава, заедно сме ја граделе и треба заедно успешно да ја водиме напред. Заложбите за правна држава, за држава без корупција, за демократско општество, се заложби кои што ги имаат и вашите опоненти од другата страна. Јас би рекол, што е она што ве изделува од нив, односно зошто граѓаните на 15 јули треба да гласаат за Демократскиот сојуз на власт? Па, зошто треба да гласаат за нас, за нашата коалиција, можеме и подобро и повеќе, заради еден факт. Ние покажавме дека сме различни од нив. Во овие 3 години покажавме, барем институциите, можам да зборам институцијата која јас ја водам или другите институции во државата, покажавме дека нема поделба повеќе на ваши и наши. Што е многу битно, бидејќи ние сме едно ткиво. На различните начини поврзани. Дали се тоа мешовитите бракови, дали се тоа дружењата кои што ги имаме, дали се тоа па и блиските. Иако може би сме политички опоненти, меѓутоа имаме блиски односи и релации со луѓето и од други политички определби. Така да во овој момент мислам дека единството, поготово во моментот кога имаме ваква светска пандемија, значи здравствена криза, економска криза, единството е она кое што треба да не води напред, затоа што знаеме што значил режим 11 години. И знаеме што значи слобода, демократија, можност во овие 3 години секој да си го искажи своето мислење. Јас не знам, барем се оградувам, лично не знам, дека има да е некој осуден заради свој политички став или свое политичко или лично мислење во овие 3 години. А во изминатиот период тоа го имаше. И за ваши колеги кои што ги изнесуваја ставови, имавме немили сцени и случувања, не би сакале воопшто никогаш повеќе во Република Северна Македонија таа слика и тој период да се повтори. Добро, господине Бабовски, ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за утрински брифинг секако и ќе ги следиме изборите, ќе ги следиме резултатите и секако ќе разговараме и понатаму на теми кои што ги допираат не само властите, туку и воопшто за политичкиот систем во државата. Ви благодарам многу и би сакал Република Северна Македонија да гледаме како заедничката тковина на сите, без поделба ни национална, ни верска, ни политичка. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.